Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во понеделничкото издание на емисијата во ТЕК. Се надевам дека викендот кој што е позади нас, дека убаво се одморивте, дека собравте сили токму за оваа работна недела, секако со нови сили да ја започнеме и со позитивна енергија. Денеска повторно како за почеток и на овој ден и на оваа работна недела ќе започнеме да го слушнеме вашето мислење на две теми, како што е веќе впрочем и стандард во оваа емисија. А темите се навистина поврзани со, односно, за она што ќе можете да зборувате, поврзано со нешто што беше актуелно токму овој викенд, односно, ете, првата тема ќе биде поврзана со скандалозните содржини кои што се најдоа во книга, издадена од Агенцијата за млади и спорт. Морам секако да напоменам дека, ете, вакви скандалозни содржини навистина пробудија една реакција по социјалните мрежи кај народот, кај граѓаните во Македонија. Впрочем, скандалозни содржини во книга за млади поети издадена од Агенцијата за млади и спорт, директорот Каевски не знае како сексистички и расистички пораки влегле во оваа книга, а се правда дека имало комисија која треба да ја рецензира. Скандалот дополнително е поголем со тоа што подпишаниот автор на стиховите во изјава за телевизија 24 вели дека неговото име е злоупотребено. Тоа е што се однесува до првата тема на која што ќе можете да зборувате. Втората тема е поврзана со опозицијската ВМРО ДПМН и со нивното враќање, односно претседателот Мицковски изјави дека се враќаат во собранието и дека ќе бараат гласање за недоверба на владата, па секако дека во продолжение би сакале да го слушнеме и вашето мислење токму по оваа тема. Извршниот и Централниот комитет ВМРО ДПМН синоќа донесе одлука претениците од партијата да учествуваат во работата на собранието на Македонија. Првиот чекор на претеничката група на ВМРО ДПМН посочи Мицковски ќе биде покренување на прашање за гласање недоверба на владата. Посочи дека во финална фаза се проговорите за реформски закони. Постигната е согласност за поголемиот дел од нив, при што се прифатени голем дел на нивните забелешки и укажување за подобрување на законите. По целосното финализирање кое Мицковски очекува да биде готово во следните денови, ВМРО ДПМН ќе инсистира за тоа да добие и писмени гаранции. На власта и забележа дека во периодот додека ВМРО ДПМН не беше во собранието, донела клучни закони без било каква консултација со опозицијата, како што е законот за администрацијата, со кој според Мицковски се отвара можност за партиски реваншизам и бркања од работа. Наведе дека надвор од реформските закони, ВМРО ДПМН нема да дозволи ништо да помине за кое ќе оцени дека не е од корист на граѓаните. Тоа што се однесува до втората тема, што сметате дали беше веќе време да се врати опозицијската ВМРО ДПМН е. Првата тема скандалозни содржини во книга издадена од Агенцијата за млади и спорт и втората тема ВМРО ДПМН се враќа во собранието, опозицијата ќе бара гласање за недоверба на владата. Го имаме и првиот гледач за денеска. Добар ден. Ало, Мартина, добар ден. Повелете. Ве поздравувам, не сме се слушнале поодавна. Јас би продискутирала за првата тема. Вистина скандалозно нешто се случи, нешто што не верувам дека некој ќе го оправда. И сега тука вие ни го спомнавте, нели, уредникот Каевски, ама јас ќе почнам од 3 члената комисија, жири комисијата, нели, која прогласува книги на песни кои што треба да го освојат прво, второ, трето место. И сега изјавата на таа комисија беше на 24, мислам дека синоќа прочитав писмена изјава дека не биле консултирани. Значи, од кого треба да бидат, јас мислам, Мартина, не треба од никого да бидат консултирани, тоа е дел од нивната работа. Убава работа ако не ги прочитаат, нели, книгите со песни и на база на тоа прочитување се определат која од тие книги заслужува некое од приоритетните места.
Сега, од друга страна, не ми е јасно и со уредников, господинот Каевски, не можам да речам дека не треба да се даде оставка. Напротив, прифаќа морални, прифаќа таму не знам какви уште причини на одговорност, а не гледа зошто би се дал оставка. Видете, истиот уредник, мислам дека и директор на Агенцијата за млади и спорт. Да. Ако не грешам, коригирајте ме ако сум грешка. Добре. Не го прочитал текстот, а ставил парав. Па знаете што може на тој начин, уопштено зборам за и во други институции, каква огромна штета и хаварија да се нанесе, он е должен исто да прочита што подпишува. Значи, неодговорност која не фрапираше сите и според мене, бидејќи тој си даде изјава таква каква што даде, не само он, зборувам и за 3-членова комисија, овој случај што треба да се расчисти, треба до крај да се расчисти, меѓутоа мислам дека владата треба подхитно да ги смени главните личности, главните луѓе во овој дел од Агенцијата за млади и спорт. Толку од мене, бидете поздравена. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Впрочем, веќе кога спомнавте жири комисијата за збирка поезија што ја објави Агенцијата за млади и спорт, се огради од содржината, коментирајќи дека никој од нив не бил консултиран кои песни да влезат во изборот за книгата. Преку нивно соопштение, Николина Андова, Шопова, Јовица Ивановски и Тихомир Јанчовски велат дека ним како членови на жири комисија им биле предадени авторски дела што биле подпишани со шифра, па така тие немале увид во идентитетот на авторите. Додаваат дека од 80 песни што им биле дадени на разгледување, објавени биле само 44, што значи дека некој друг ја направил селекцијата. Комисијата ги разгледа делата и направи избор на песни за прва, втора и трета награда. Дополнително, пред неполн месец беше побарано да напишеме предговор за книгата во кој дадовме општ осврт за повеќето од пристигнатите песни. Комисијата немаше обврска да прави селекција на пристигнатите песни за книгата, а со оглед на тоа што од песните, што не беа дадени на разгледување, некаде околу 80 се објавени само 44 песни. Значи дека сепак некој направил селекција. При тоа никој од нас не беше консултиран кои песни да влезат во изборот за книга, а кои не, велат членовите на жири комисијата. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Нашо се полно до тебе и гледачите. Благодарам, поздрав и до вас. Посебно ја поздравам господјава сега што го пред мене. Прв пат да ја слушнам нешто умерено, да не фрла отров врз СДС. Прв пат. Добро. Иначе после медиуми отров. Не знам што е работа, ама добро, не е важно, не знам. Добро, да ги оставиме сега останатите гледачи. И мене за таа тема не сум многу заинтересиран. За која тема? За првата? Првата. Јас би кажал само за втората тема. За најавата за враќањето на ВМРО ДПМН во ДПМН, да, од утре дека ќе се враќа во собранието. Тоа е паметно што го напетах. Меѓутоа, оно што го изјави Мицковски, се срамота Вајко Стара, мислам дека он доктор на науки, политички или не знам што е, таков израз, такви најави од негово излегуват, секој му чест. Со тоа, мој заклучок е, он сака потполно да го уничи ДПМН. И изгледа дека ќе успеа. На следниве избори, еден пратеник дали ќе има или нема да има ДПМН. Со неговиот насапта, од либерална партија дојде во ДПМН, чисто да го слуша ДПМН и ќе успее изгледа. Ипак, ДПМН е, според мене, добра партија, со добра програма, особено оно што е национално, али нема врска, тоа е добро. Има паметни пратеници, добри пратеници има, и да не одат, велат, доброто, слуши го и прими го, а лошото, прими го, ама не мора да го почитуваш. Ако си им е лидер, мора да го слушаш, е нормално, меѓутоа, неговите настапи, ако сте катастрофални, па не треба пратици да го патат него, да го следат него. Нека се оди по свое. Така да, тоа ќе бил успех ДПМН настап. Меѓутоа, со најавите од Мицковски,
интерпелација на владата. Чекаме човечи. Не е едно-две години таа влада, па да видите как катастрофални работи прави. Таа е колку 9-10 месеци е, 10 месеци е, уште не почна да ги работи своите работи. Уште ги работи прљашкините на ДПМН, ги чисти уште прљашкините, давачки, према фирми што работеле на изградба на тие споменити, уште не се платени, комунари не се платени, огромна пара им уште задавање ЕЗС за тие минати нивни работи. Така да, само ќе се губи време, таа интерпелација или ќе даде уште стојат. Уште не почнаа да работат тамо министерката за школство, министерката за труд и не знам кој беа тамо, некој уште не беа работеле интерпелација. Бог да чува. Така да, ништо да помоналовци со тоа не правите. Само стоите за СДС, не им дозволите намерни грешки да прават. Тогаш не само СДС што ќе го спасите, туку ќе го спасите и народот. Затоа што и едните и другите се за народот. Меѓутоа, кој намерно, кој ненамерно. Така да, ако бидат продуктивни, ако бидат со добри намери се наредниот период, да помане добра опозиција, ако бидат, имаме и добра влада. А тоа е не само за членовите на СДС, добра влада и ќе биде и за другиот народ, и другиот дел на гласачите и на ТПМН-овците ќе бидат. Така да видиме Белове мајко му стана, да оставише 20 куца години, такнуто, макнуто, вако, онајака. Ајде, еднеска да застанеме на здрави нозе, уште да ни поминава на брзина се, ќе видиме наредна ванела со името да може да се рашите наметното прашање за мене, да се заврши и тоа, и така да се фатиме да работа најнормално и најпродуктивно. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Скандалозни содржини во книга издадена од Агенцијата за млади и спорт, и втората тема ВМРО ДПМН се враќа во собранието. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Редовниот Јордан Затана. Повелете. Па, со самото ова, скандалозното, што викам, тоа зборува многу. Значи, кои не водат, кои не организираат, кои не се лидери, и она српското буди нас па ради што знаш. Јас, бидејќи нели некој инспектор бе ревизор, и одам во контрола во Берово, и сега башам контрола, нели, на документи. Добра. И се наоѓам бланко подпишан таму картичка, река. И на директорот му викам, слушај сега, брат, јас тука, бидејќи бланко подпишано, ќе го пополнам дека ти ми ја даваш жената, куќата, децата, парите во банка, значи, се што имаш имот. Да, добро, господине, ќе ве замолам да зборуваме сега за темите, затоа што имаме теми, интересни теми кои што се актуелни овие денови, и да оставиме простори за останатите гледачи. Подпишал, а нема одговорност. Не може да нема одговорност. Како може, прво се знае како се издават тие книги. Колку луѓе таму има ментори, 300 чуден додека се издаде една книга или на песна или било што, таа ќе помине 300 цензури. Добро. И сега она да помине така, тоа е само ниже, јас сум да ти бам. А за ВМРО, они се супер, мислам како партија, меѓутоа се дека не се воведе. Тајно гласање и тоа предлог на сите институции, значи од општински таму или тие местни заедници каде се и по организации, со тајно гласање и предлог на најспособните, па дури може човек и сам да се предложи, и тогаш кој ќе има најмногу гласови, тие да одат се до финале и да станат дури и лидери на партија. Иначе, на овој начин, штом еден ќе фати
Ние сите сме од турско научени кјути, крената глава, кала се сече, и да не те беса, да не те кола, да не се тужиш по цел живот како јас, пошто јас цел живот барам правда, па еве, се борам, фала му на Господ, што берем можам да живеам некако, не е лошо, може и подобро. Е толку од мене. Поздрав само на тој начин да се организира, значи изборите и нивната таму организација, да го воведе тој начин на гласање и толку. Поздрав, сте неголоден. Ви благодарам за вашето јавување, поздрав и до вас. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, умав и среќен ден вам и на вашата екипа. Благодарам. Вака, јас се согласувам со Лиле, меѓутоа со Насов не. Зашто само кажува ВМРО и ЕЗС? Зашто не кажува за ДУИ? Па ДУИ тоа се прави. Заедно со ЕЗС. А и ВМРО не е. Како е грмчето, така е капачето. Добро. Се додека они се така, ние ќе страдаме, ние смртниците. Толку ви благодарам и простете за... Ви благодарам за вашето јавување. Ќе ве замолам уште еднаш да се задржите на темите кои што ги имаме денеска поставено, затоа што, ете, како што знаете, да оставиме простор за сите оние кои што сакаат да себе да си го кажат своето размислување, секако да го направат тоа во продолжение. Темите скандалозни содржини во книга издадена од Агенцијата за млади и спорт. Жири комисијата за збирката поезија што ја објави Агенцијата за млади и спорт се огради од таквата содржина, коментирајќи дека никој од нив не бил консултиран кои песни да влезат во изборот за книгата. Велат комисијата ги разгледа делот и направи избор на песни за прва, втора и трета награда. Дополнително пред неполн месец беше побарано да напишеме предговор за книгата во кој дадовме општ осврт за повеќето од пристигнатите песни. Комисијата немаше обврска да прави селекција на пристигнатите песни за книгата, а со оглед на тоа што од песните што ни беа дадени на разгледување, некаде околу 80 се објавени само 44 песни, значи дека сепак некој направил селекција. При тоа никој од нас не беше консултиран кои песни да влезат во изборот за книгата, а кои не, велат членовите на жири комисијата. Додаваа дека решението што на пресконференцијата го прочита директорот на Агенцијата за млади и спорт никој во ниту една прилика не им го презентирал или доставил. Добар ден. Добар ден. Добар ден, ве слушам. Повелете. Знаете што во бившиот во врска со оваа тема за скандалозна содржина во книга, добро, господинот Каевски, директор на Агенцијата за млади и спорт, чувствувал, видите, морална одговорност, ама немал да поднесе оставка. Па тој, ако од редовите на овие луѓе кои ги слушаме со телефонските разговори, а тврдат дека не се тие и дека не направиле тоа што зборуваат, тоа е чудна работа. Знаете што во бившиот Советски сојуз имаше една работа се случило, ми се чини, кога е Сталин на власт, па имало некое момче кој е било љубител на поезија, голем љубител, и на собствената девојка и посветил книга со песни. Ама не можел да ја отпечати. Добро. И не му дозволувале, па случајно го сретнал Сталин, на некој собир му се обратил, а Сталин за да биде услужен спрема овој млад човек, го викнал шефот за култура што му бил во тогашно време, му наредил да ја отпечати таа книга, ама само во 2 примерока. А потоа го прашал шефот на културата зашто во 2 примерока. Па затоа што ќе чита само тој, вика, и неговата девојка. Знаете што во корелација со овој случај вакви работи навистина зачудуваат. Но имате и друга врска, сепак квалитетниот премиер на Република Македонија Зоран Заев, која ги дава согласност или овие кадровски решенија кои ги бира, не треба да бира само луѓе кои јаделе еден геврек во животот, туку една фурна. Треба искусни луѓе, не дека младите пак немаат своји вредности. Не имаат своји вредности, но знаете што животот се учи најмногу преку искуство. Ако животот го учевме на факултет, па сите ние од книгите ќе го научевме, што ќе ни беше искуството. По однос на втората тема, ова за Мицковски, враќањето на ВМРО ДПМН во парламентот, тоа е добра одлука на таа партија, но во секој случај треба да се Мицковски малку размисли. Јас мислам дека
тој човек најверојатно ќе влезе во кругот на овие трите дами од специјалното јавно обвинителство наскоро. При тоа би сакал да истакнам кога тој го анализира Заев и неговото енциклопедиско изнесување, замислете слови за доктор на науки на Машинскиот факултет, ама кај што и татко му бил исто така доктор професор тама на тој факултет, и што е окей. Меѓутоа тој вели изнесе енциклопедиски ги известил за преговорите на енциклопедиски начин, сметајќи дека на тој начин ќе го иронизира. Па секому е јасно дека енциклопедијата е збир на точни податоци, стручни, научни и така натаму објаснувања. Ја не знам човеков што мисли, а што зборува. Втора работа математички изразот. Па не знам математиката е екзактна наука и тука не ми е јасно што човеков исто сака. И трета работа, тој не беше никогаш да биде председател на ВМРО ДПМН ако не беше Заев. Мислам дека тоа е добро што се враќа во парламентот, добро е што ДПМН треба да се врати и да ги убрза донесувањето на законите што се од суштествено значење за Република Македонија. Макар да имаме и нови сознанија, не знам тој колку ќе се откачи, колку ќе се одлепи од старото раководство, затоа што новиот факт што се уште не е потврден со доказ за зајавувањето на обезбедувањето на тој Груевски таму од Виена, само да ви посочам дека постојат сериозни основи на сомневање, најверојатно ќе прерастат и во основано сомневање. Добро. Тоа била жива врска, човек кој му пренесува на Груевски, за да Груевски не биде слушан на телефон, а потоа Груевски му наредува на овој неговиот да се јави вамо кај што треба да почне приказната и да биде за жал нападнат и парламентот и да се изгубат животи. И не ми е јасно со кој совет сега одат во суд. Па да еднаш нека признаат луѓе виновни сме осудете, затоа што тој Груевски судеше и посредно, мислам, не непосредно како судија, туку тој посредно со свој, прво тој судеше на списокот во партијата кој ќе оди во затвор, кој нема да оди во затвор, така да многу луѓе ги зеде на врат. Така да во контекст на оваа работа во врска со овие две теми, сакам само да напоменам дека навистина ви се добри, меѓутоа вакви луѓе би требало почитуваниот премиер Заев и неговиот да се размислат какви луѓе каде поставуваат, а во врска со овој Мицковски добро е да размисли по однос на своите изјави што ги дава. Така да добро е ВМРО ДПМН да се врати во парламентот. Ве поздравувам, убава Мартина, поздрав. Ви благодарам за вашето јавување, имајте и вие убав ден. ВМРО ДПМН се враќа во собранието, опозицијата ќе бара гласање за недоверба на владата. И секако првата тема, скандалозни содржини во книга издадена од Агенцијата за млади и спорт. Морам само да напоменам дека вистинскиот автор на спорните песни кои излегува во збирката Поезија млади поети, објавени од Агенцијата за млади и спорт, е Александар Блажевски од село Јанковец, Ресенско. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало? Повелете? Добар ден. Во програма сте, повелете. Јас во врска со втората тема за Мицковски ќе со многу работи што кажа претходниот гледач во врска со Мицковски и со неговата биографија, да речем, односно неговите дипломи, земајќи ги на сметка на грбот на татко му, па и затоа се кажува во 2-3 дебати кај што го прашуваат дека 3 пати 4 кажува дека е професор на Машински факултет. Се е тоа убаво, меѓутоа ако е нешто со свој труд, ама ако некој ти дал нешто бакшиш, треба да ќутиш и да се скриеш. Друго, за враќањето во парламентот, дека сега на голема врата ќе влези. Па како не му е срам да речи на која голема врата ќе влези? Да не треба сега на сите да им поделиме по една медаља, со 5-6 месеци земаат плата, по колку земаат таму, не знам, пратениците, немам појма, плюс и во секоја комисија се напикани, работна група, ваква група, од сите страни пари дрпаат, значи народот плаќа, а тие седат, се шетаат, што им е гајле. Многу лошо. Со што ќе ги оправдаат тие пари што ги зедаа на нас за сега, додека не се во парламентот. И друго, во секоја изјава на Мицковски и во секоја
настап на телевизија, гледам дека чита од ливче. Толку човеков е доктор на науки, не може да запамти 5 реченици. И вака во изјавата вели дека прво што ќе направат ќе биде интерпелација на оваа власт ненародна. Па со кои пратеници ќе прави интерпелација? Со 80% криминалците? Со Даниела Рангелова, заднего што е застаната? Што зела стан, народов што го купил? И партијата, од нашите народни пари. Не знам со кои се тие пратеници што тие ќе прашуваат за интерпелација и ќе поставуваат тешки прашања на власта, како демек власта ќе се справи. Како не му е срам? Нека се сврти назад, нека погледни како тој дошол на власт и толку се е кажан. Добро. Толку имам да кажам. Ајде. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Во програма сте? Во програма сте, да, повелете. Вака, во што се враќа е позитивна работа. Добро. Баш ме бедисува, пошто од надвор ништо не може се направи. Може само да даваат конференции за штампа таму, што е знам, овој, оној. Инаку таму се води дебата, таму се тера политиката, затоа се избрани. А во поглед на ова дете во што е за спорт и култура, спорт и како рекла. За млади и спорт, Агенција за млади и спорт. Млади и спорт, за мене. Добро, за директорот. Тоа дете ќе што си направило, мислам дека Заев е паметен човек. Он најверојатно ќе преземе мерки, бидете сигурни. Добро. Дека иде ги го смени или нешто, он сакал морална оставка, таму тоа не е добро. Сега не знам зашто се зборува воопште, пошто и ние сме лаици. Не ги знаеме ни темите, ни ова што е пишувано, што е давано, али втора работа е дека би требало таа владата си следи таа работа. Добро. Поздрав. Ви благодарам за вашето јавување. Поздрав. Имајте убав ден. Впрочем, бидејќи рековте дека не знаете што е напишано, јас само уште еднаш ќе напоменам дека станува збор всушност за скандалозна содржина, која што е објавена во книга од Агенцијата за млади и спорт. Директорот Каевски вели дека не знае како сестистички и расистички пораки влегле во книгата, а се правда дека имало комисија која требала да ја рецензира. Скандалот всушност со поезијата е уште поголем, бидејќи подпишаниот автор на стиховите во изјава за телевизија 24 вели дека неговото име е злоупотребено. Значи подпишан е едно име на овие две поезии, а впрочем авторот е сосема друг и тој се изјави и се јави дека всушност поезиите се негови. Станува збор за Александар Блажевски од село Јанковец, Ресенско, а морам да напоменам дека на тие две поезии, односно во книгата е подпишан Даниел Пилјаковски. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, убава колешке, Петар Христовски Пепи. Добар ден, повелете. Поздрав до сите колеги и колешки. Рано е, ама честити празници таму што идат. Јас секогаш сум краток. Не се чудам со младиве. Петер пишуваат. Ја ги слушам што зборуваат надвор, ги гледам по Фейсбук, ги слушам, керкам има Фейсбук и така натаму, разбираш. Значи, не ме чуди тоа. Никако. Али веднаш да си поднесе оставка од морални причини Каевски. Председателот на, како се вика тоа? На Агенција за млади и спорт. За млади и спорт. Добро. Втората тема. Како може, добро ќе се врати, како може одма оставка? Чекај. Зборувате за директорот на Агенција за млади и спорт? Не зборам сега, тоа е готово, тоа е крај. Зборувате сега за втората тема, добро. Како може одма дека се врати и одма оставка? Зашто оставка? Што направи грешка? Ништо. Господин Озаев и владата уствари, да. Добро. Зашто оставка? Чекај, врати се прво, види што е, како е што направи после тоа, направи многу добри работи до сега. Па ќе видиме понатаму одма оставка. И што ќе биде тоа? Пак ќе се растури парламентот, пак ќе избори нови, унаводници зборам. Така.
Добро. Поздрав од Пепи до сите. Ви благодарам за вашето Фала. јавување, имајте убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. И некој има друг. Не, вие сте во програма, повелете гласни сигнал од кај вас. Благодарам, да. Да, па, само намалете го господјо тонот на вашиот телевизор. Се создава фунија. Да. Повелете. Да. Еве вака, во однос на првата поставена тема, сакам да кажам дека е честно и поштено млади луѓе да се однесуваат одговорно. Ако сгрешиле, нека си поднесат оставка и решен е проблем. Не може сега да кажат и председател на Агенција за млади комисија сигурно земале пари за учеството во сето тоа, а сега ние не знаеме ништо. Како може да не знаат ништо? Кого они тоа го блефираат? Срамота е. Срамота, млади луѓе се така да се однесуваат. По однос на втората тема би сакала нешто да своедно размислување да кажам. За разлика од оние луѓе што се јавуваат по емисиите партиски определени, кои не ја гледаат целокупната состојба во земјава. И наместо партиски определени да кажуваат во полза на партијата на кој припаѓате, треба да размислуваат за државата. Не можете вие да излезете како министер за надворешни работи да кажувате дека сте постигнале успех и напредок во преговори, а истовремено да не ви е префатено ништо што се предлага и што се бара за право решение за во однос на името на државата. Значи, се слушат ли луѓето што зборуваат? Не се тоа само наредени гласови. Во зборовите успешно и напредок има содржина. Каква е таа содржина која што ве става да ги исполните сите барања на грците? А тоа не е успех и напредок. Значи, треба да се замисли и премиерот на владата, и министерот за надворешни работи, какви искази дават во јавноста. Знаете, не фрустрираат. Не е можно да зборувате за успех и напредок, а истовремено да од вас се бара да свиткате главата и да не нема, практично да не. Истото се однесува и за премиера. Вели, ние сега ќе направиме се да најдеме начин како да протнеме за законот за јазици во дупка во устав. Па какво е ова однесување? Дали ови мислат луѓе дека има народ што размислува со своја глава? Каков е тој начин да најдеме начин? Не можете, ако се залагате за право и за правда, истовремено да барате дупка во законот. Иначе јас гласам и ги поддржувам СДСМ, но не можам да се согласам со начинот на кој го интерпретира тоа што сака да го... Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав. Благодарам. Поздрав и до вас. Имам предлог еден за тема, ако сакате да запишете. Ајде. Актуелно е сега во моментов што ни фрли Охридското езеро на обала пред очи. Тема за екологијата. Екологистите со години, децени се борат тој бисер Охридски да го запазат од човешкиот фактор. Меѓутоа не најдуба на разбирање, па сега се види дека во право биле екологистите. И уште екологијата каква ни е во државата, тука депониите ќе се фатат, пратениците ќе се фатат, владата и сите други чинители. Како тема да се постави, сметам дека е место, пролете сега, природата ни цвета, ама игнасотијата ни цвета за жал. Се за темите. Ајде. Јас не сум ја прочитал овај текст скандалозен,
Меѓутоа, ме тера нешто да помислам дека човекот што го напишал се раководил од нешто и изиграл една улога на Давид Штрбац со Јазовец пред суд. Знаете содржината на Јазовец пред суд. Добро. Пред колку години, пред 100-200 години. Како го исмеал еден систем, Давид Штрбац. Па не се чини дека и ова момче од Јанковец, од каде беше, можда тај му била и целта, да не каже да го исмее системов наш, на избори, на одлучување, гласање и така натака и така натака. И ако била таа целта, навистина можда содржината е не баш прикладна, можда има многу вулгарности, можда не требало така, али сметам дека целта сепак можда е постигнал, заради тоа што гледаме што се случило комисија, паракомисија, друга комисија и как на крај дошло нешто што не треба на виделина. Значи така тоа ни се случува таквиот начин на гласење во парламентот, при донесувањето на разни прописи, закони, правилници и така натака и така натака. Некој ќе ги предложи, другите само амен ќе речат и затоа ни се случува, например, пред не знам колко време беше, слушам за 2 години, 29 пати смене законот за просвета, тоа беше пред скоро време. 25 пати сменува законот за просвета, а просветата гледаме до каде е донесовме, значи квалитетот на нашето просветување, на знаењето на нашите генерации. Тоа ми се чини дека му била таква целта и ако е таква целта, пак се оградувам од вулгарностите, али сепак треба, сакам да кажам дека е постигнало младо момче, математичар го е таму. Так, добро. Можда таму била и целта. Сега за вторава тема. Сметам дека господинов Мицковски претерува. Не ја прати целокупната состојба и на начинов на кој што настапува преку гласилава прави штета на партијата ВМРО-ДПМН. Одма најавува некаква интерпелација. Боже чувај, знаете што значи интерпелација? Изгубен ден на парламентот. 30.000 евра фалени во неврат. Само за една седмица. А јас знам дека тие, барајќи теми за дискусија, за да се парламентот занимава со неважни работи, измислува често пати и порано имаше пред можда 5-6 месеци интерпелација на точно на министрот ли беше или градоначалникот на Стрга за депонијата. Што ќе дискутирате за депонијата, кога тие што треба да дискутират, тие се во парламентот, тие се невиновните. Значи, кога ќе се постави таа тема, тогаш малце пообширно за таа проблематика. И една друга работа што сакам да скренам внимание на господинот Мицковски. Постојано се послужува со многу вулгарности во системот. Непријатели на државата, неуспешна влада, противници и какви уште не изрази. Ако е некој непријател на државата, поединец ако е, треба да се преземат мерки. Полицијата ќе го затвори, судот ќе го суди ако е непријател. Ако е на друг начин, ако делува против државата, тогаш исто така се пресудува. Али да се нарекува целата влада непријателска влада, тарамиска влада, криминална влада и така натака со недокажани чиненици, вистини, тоа на вистина тешки изрази. Добро. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пред мене беше Охриджанец.
И јас сум од Охрид. И јас имам предлог тема. Добро, повелете. Ако сакате да ја запишете, исто е еколошка тема. Охридското, бидејќи гледате дека неговата тема ја запишувавте. А мојава ќе запамтите? Господине, ја запишувам, меѓутоа кај вас доцне сигналот, така што предпоставувам дека не го гледате тоа во моментот. Повелете. Добро, се извинувам, длабоко се извинувам. Повелете. Мислам дека во Охридското подневје, како и во Македонија, се уште на високо ниво си трае урбаниот хаос. Баш при некој ден прошетав до хотел Парк и кога ќе пушам поглед спрема планината Петрино, имам големо парцелизирање, приватизирање на општествениот имот, како и на студентичко блато и на цело крајбрежје, само од личен интерес и невиден криминал. Ајде тоа што го парцелизират, неко таму ќе направат како што знаат да прават само од личен интерес големи глупости, ќе нарушиат хармонијата на природата што Охридското поднебе толку многу е поседува. И на таква тема ве молам, да во право што господинот Стојан од Охрид кажа за отпадоците што ги имаме на секој чекор и сега со Мирното езеро што извали зерото се брани од таа нечистота, извали, што не извали езерото покрај целото крајбрежје огромни отпадоци. Значи таа тема и ова тема продолжување на урбаниот хаоса, новава власт вети дека тоа ќе го запре, а гледам дека не е запрено. Јасно. Не значи дека тој кој бил собственик на некој дел од крајбрежјето дека може и да биде собственик. Државата да го обештети тој собственик во интерес на заедничкото, а не така лесно да се дават парцели на самото крајбрежје, дека некои места не сме да имат ни приватност. Тие простори треба да биде заеднички во интерес на државата. Добро, конкретно за кои места зборите во Охрид? На Охридско крајбрежје, чисто да... Почнувајќи од Свети Наум и јас сум малочка, сега пошто им подкренавте ово прашање, морате вие како национални телевизии, не сте регионални, мало да се заинтересирате и за Охрид и надвор од Скопје. И ова ќе можете вие многу убаво да го не ве слушам вие што многу убаво да го снимате од Свети Наум на Струшко не сум бил па све до Охрид. Во смисол на парцелизирање на места, градбење на места кај што не треба да се гради, зашто тие места се заеднички. Мислам се нарушува целокупната хармонија што Охридското подневе поседуваше се помалку и помалку, ние силно ја нарушуваме. А на никого не му е гали ни на власта и на нас граѓаните. Некако сме свртени само до личното и гледам само јас за лични проблеми луѓето ги измислуваат, а за заедничкото воопшто ништо не зборуваме. За сега за две теми. Ајде, повелете. Ево и нова што кажав, и јас се прашувам и многу пати, огромен прашалник пред нас. Дали сме способни на здраво општество да заличиме, на вредностите да им се радуваме. И во врска со книжката, пошто има во раце, прочитам неколку стихови и ги видав фотографиите од сликите, демек уметнички, а врска немат с уметност, и затоа ќе додадам: до кога јас тебе, ти мене, све врски виртуелности со мамине. Луѓе во Македонија многу малку вредности имаме. А за враќањето на ВМРО во парламентот. Добро. Зашто ни се и едните и другите истиот табиет си го имат. Ново ни треба. Но дали луѓе за тоа имаме? Толку од мене, благодарам. Добро. Ви благодарам за вашето јавување, што се однесува до темите кои што ги предложивте вие и гледачот исто кој што е од Охрид, рековте. Јас ќе предложам на нашата дописничка од Охрид, па ќе видиме доколку може во оваа недела да направи прилог конкретни за темите кои што ги споменавте. Убаво да се спомене и убаво да се отвори една тема конкретно и за урбанистичките планови во Македонија во сите градови, секако и за екологијата и она што не се случува во Македонија воопшто со
со екологијата, со загадувањето и за тоа колку внимава за својата животна средина, затоа што се почесто сме сведоци дека буквално луѓето не внимаваат што оставаат зад себе. Морам да напоменам, има луѓе кои што навистина се со поголема свест кога се однесува за екологијата, меѓутоа има луѓе кои што навистина воопшто не се грижат за својата животна средина, бидејќи секако дека таа зависи од нас и ние зависиме од неа. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сончев ден. Убав ден. За ова книжчево што го напишале. Добро. Кадете не е криво, то не знаело, толку знаело и да гледат, не знае што да види. Така да сега барат оставка. И оставка не знае да си поднеси. Рекле седи тамо, еве ти столче и мижи тамо. Што ќе ти кажеме, слушај. За него толку. Добро. Препоставам зборите за директорот на Агенција за млади и спорт. Па реков тоа за млади и спорт за агенцијата. Да, рековте детето, затоа. Па детето, не знае, го седнале на столче, кажува што да пред не видело тамото книжката и да види, не знае да разбери. Океј, добро. Сакам да прозборам за ВМРО партијава за Мицковски. Мене ми се чини Мицковски е човек со капацитет, културен однос, не вреѓа. Ја мислам дека ВМРО сите што се грешиле, дека сите ќе ги отстрани. Он сака, како што е он чист човек, сака чисти луѓе околу него, Македонија да ја повлечи малце нагоре. И бара и од другата страна, сите што се кашкани во дубиози, да не речем во криминал, и тамо треба да се изчистат. Не може човек кој украл, кој пипнал, кој реченица да каже настана оставка си земи. Ова човек до тепат каква оставка? Нема оставка? Вечито ќе владееме. Држава се пропастува. Добро. Мицковски, ја не осетив дека некого навредил. Те Мицковски. Не чинел. Што направи човекот? Го виделе пред собрание. Граѓани многу имаше пред собрание. Тоа ќе го припишуваат. Не требам да излези. Тој не влезе внатре да се тепа. Не треба така. Луѓево треба да размислат дека државава треба да се направи држава. Јазици странски не ни требаат. Со тоа ќе се разнебитиме. Тие не размислуваат, немаат визија. Добро, не зборуваме денеска за јазикот. Ви благодарам за вашето јавување. Денеска не зборуваме ниту за јазиците, не зборуваме ниту за името и ќе ве замолам барем денеска да се воздржите од коментари кои што се поврзани за законот за јазиците и за проблемот со името кој што го имаме веќе 27 години. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, Мартина. Повелете. Јас од Скопје. Драго ми. Може да поставам едно прашање за дискутирање за тема, сакате предлог да дадете? Предлагам тема за градскиот сообраќај. Зашто? За градскиот? Вака. За картите ние што се возиме со 10 карти што плаќаме 250 денари, мислам, и 300 денари за месец, 250 денари за 15 денари, мора да ги искористиме, ако не ако од картата искористиме возењаците, за 15 дена ни ги публикуваат 150 денари. Еве, мене лично, да не кажам, 7 возења ми отидоа така. Зашто не, едноставно не знам како да кажам, не да не вреѓаат, него направија, не сум против учениците и пенсионерите, имат карти, а среднава класа што идат и на работа и што треба ми ние да излеземе, зашто тие карти ги направија така. Порано беа карти ќе си купиме за 10 години и си се возиме, дали месец дена, дали 2 месеца ќе ја позајмеме картичката, ваму друг да ја искористи. Како може тоа 15 дена јас да ја купам и еве ми отидоа. И тоа откако е, мислам, година дена има више
стварно нема теорија некако. Мислам, тој директорот да го викнете да направи малце, значи од една страна прави за младите Арно, а ние средната класа сме упропастени. Да. Ние ги плаќаме картите, фактички они од нашиот джеб вадат, еве, не се малце 150 денари, па дури и 200 денари, мислам, за да имат. Не сум ниту против пензионерите, нека си остане како што остане, ама нека ги направат картите како што си беа да се чукне картата и они зимат на нас по 150-200 и да не деградираат некако. Да. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Ја секако моравме да ви исклучиме. Можете да савите во вториот дел од емисијата доколку сакате да коментирате на темите кои што ги имаме поставено. Во 12 часот следуваат најновите информации од Македонија од светот. Веднаш потоа следува рекламниот блок, а ние се враќаме веднаш по рекламниот блок, повторно секако со темите кои што ги отворивме за ова денешно издание. Останете со нас.